За еден месец ќе биде пуштена во употреба новата клиничка болница во Штип. Вакви информации денес би објавувале медиумите доколку изградбата на болницата се одвиваше според планот. Иако тогаш беше најавувано дека во јуни 2023 овој современ објект ќе ги отвори вратите за пациентите и по 7 години од ставањето на камен темелникот, објектот не е изграден ни до пола. При последната посета на болницата во Штип, Министерот за здравство најави ново пролонгирање, давајќи рок до 2026. Парите за клиничка болница Штип се обезбедени, се во буџетот, има некои други проблеми законски, ќе ги решиме со фирмата, а мислам до 2026, еве нема да кажам за побрзо, дај да кажеме за 2026, ама да ја градиме. Ја мислам дека ако овие денови, одлучиме како понатамо да одиме, ја мислам дека и многу побрзо ќе биде пуштена во употреба. Засега од Министерството МОЛК нема одговор на прашањето дали се надминати проблемите што ја кочат изградбата на објектот. Сепак граѓаните не го делат оптимизмот на министерот Меджити. Убедени се дека болницата никогаш нема да се изгради. Мислам дека ќе остане вечен сон за штипјани, тешко да се направи. Да, до нас ќе изградиме. На нас ни треба, а на не и треба. Има дека да одат, имат пари да платат странски клиники, не ја прават. Моменталната положба гледаме дека доста од кадрите заминуваат. Меѓутоа сепак доаѓаат нови генерации и веројатно ќе има некој што ќе се определе и тука да ја гледа својата кариера и својата иднина. И додека се чека на новата болница, постоечката остана без кадар, поради лошите услови за работа и ниските плати, но и по основ на пензионирање. Околу 100 лекари и медицински сестри ја напуштија болницата, а повеќе од 2 години не е распишан ниту еден оглас за вработување. Кадар најмногу недостасува на одделот за анестезиологија, а загрижувачка е ситуацијата и на ортопедија, очни болести и инфективно. Дека состојбата алармантна потврди и самиот министер, укажувајќи дека и тој не би сакал да се лекува во вакви услови.